Невработени, студенти, ученици и пензионери ќе може да бидат времено ангажирани без губење на нивните веќе стекнати права со Законот за работно ангажирање на лица, што стапи во сила од вчера. Според министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши, ова законско решение е најавено како суштинска реформа во начинот на повремено и сезонско ангажирање на работници и борба со сивата економија. Со овој закон воведуваме пофлексибилен и поедноставен модел за легално ангажирање на работна сила, со јасна правна рамка и електронски процедури за пријавување, одјавување и уплата на придонеси. Законот овозможува ангажирање на вработени, невработени, студенти, ученици и пензионери без губење на нивните веќе стекнати права. Корисниците на гарантирана минимална помош не ги губат социјалните и детските права. Невработените не се бришат од евиденција и не го губат паричниот надоместок. Пензионерите не го губат правото на пензија, а студентите и учениците ги задржуваат правата од образовниот систем. Оваа реформа, посочи министерот, носи бенефит и за работниците и за работодавачите. Работодавачите добиваат флексибилност и поедноставна административна постапка, а работниците добиваат исплата по час, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа или професионално заболување, како и јасна правна заштита на нивните права. На овој начин, според Дурмиши, се воспоставуваат поправедни и потранспарентни услови на пазарот на трудот.